Крајот на јули годинава се објави прелиминарната листа со 23 имиња на апликанти чии документи беа комплетни и по теренската контрола и констатација за целосно исполнување на условите ќе имаат врачени решенија за социјални станови во Струмица. Становите се уште празни, а ќе останат празни се додека не се заврши изборниот процес на локалните избори. Од Министерството за транспорт и врски децидни се дека од антикорупцијска комисија имале решение распределбата на становите да биде ставена во мирување со цел да не се наруши изборниот процес. Зградата во Струмица беше изградена пред 3 години и имаше повеќе неуспешни обиди за распределба на социјалните станови. Од Агенцијата за стопанисување со стамбен и деловен простор вела дека тие немаат надлежности околу распределбата на становите, чекале само инструкции од Министерството. Единствената обврска кој тие имаат кон новите собственици е подпишувањето на договорите за закупнина кај нотар. Со оглед на фактот дека кампањата на локалните избори што току почна, распределбата на становите може да потрае уште минимум 2 месеци. Дори и по завршувањето на изборниот процес нема конкретен датум кога точно станарите ќе седнат во новите домови. Зградата има 37 социјални станови, на последниот оглас добиваат 23 лица, но останува прашањето кога и како ќе бидат распределени останатите 14 стамбени единици. Станови добија самохрани родители, корисници на социјална помош, семејства со лица со попречености.